Што е сигурно? Без сигурно појас ништо не правиме. Па и ти имаш. Па да, мора да бидеме културни. Ма сигурно знаеш. сите ти мрчат за ако имаш онако титка, си морал да ставиш такво. Добро, И мене ми го прати. Имаш лажњаци, Да. знаеш, можеш да ги ставиш, ама не е фурата за тоа се ставени појасите за да можеме да бидеме безбедни, да се Ако си се чувствуваме местам ја безбедни. додуша Да, мало ви слободно. камерчево само да ти кажам. Слободно, супер си. Да се наместам. Добро. Како си шопри, што има ново кај тебе, дали си добро? Многу нови работи има. Многу нови работи, а Да. многу не си била По емисии? По емисии, да. Не сум била. Да бидам наискрена, смеја? Смееш, скроз. Најнеумилен дел Пошто ми е знаеш како се емисии. вика? Како се вика ова? Искрено со бомбакис. Ау, не знаем дека така се Да, вика. така Сури, ја се не вика. пратам ништо живо на светот. Не ни почнато, него Да. Тек ќе биде за тек тоа. ќе биде, нели, после нова година, така. Па... Зашо сум- не сакаш да гостуваш по емисии? Не сакам. Најнеумилен дел од работата ми е тоа. Не знам зашто. Не ме прашувај добро. зашто. Не знам да ти кажам конкретна причина. Кога ќе дојде ред за емисии, јас сум рака. Ама А не треба има- ли концерт да се деси или некоја дружба со обожаватели? Прва сум. Одма. Да, ама мора да се иде, нели, по емисии, зашто треба да се промовира. мора само да се Мора умре. само да се умре, реално, Така да. да. И да се иде у веце. Ништо не мора. Тоа Да. мора да. Да. Дефинитивно за Реално. убеце, тоа ти е најсигурно дека мора. Инаку ќе умреш и така и така. Да, Да. Кажи ми, ај ќе те прашам одма, да не те прашам глупости сега за детството, за такви ствари, знаеш дека ти Добро. кажав дека не поштам Добро. ја такви работи. Само да ми кажеш за Макфест причата, како За испадна Мракфест, све. јас стално го викам Мракфест. Мракфест, зашо? Да. Па порано многу опадна. Добро, порано беше, да, ама сега се како врати. популарност, како тип на фестивал, а инаку беше еден од најпрестижните и ден денеска е, немаме друг А јас. сега мислам. го вратија у Сега сјајот. го вратија, тоа сакам да кажам, и кога видов дека стварно супер имиња гостуваат последниве неколку години, сватив дека идејата е да се крене не само фестивалот, туку и македонската музичка сцена мора некако некој потек да се направи за да се крене. Затоа и Нормално. учествував пред се, тоа е првата причина. Значи, ако сакаме некоја голема промена да видиме, сите мора по некоја мал придонес да имаме во сето Точно, тоа. Значи, ако точно. јас не учествувам, ако никој не учествува, не знам од моите колеги, тогаш не може да постојат Да. тие фестивали, не може ништо да се случи. Значи, едноставно мора да направиме подвиг таков, да има настани, да ги посетуваме, да има еминентни пејачи, да има млади пејачи и така натака како што имаше оваа година. И ми се свиѓаа, да речам, повеќето учесници, заради тоа што стварно беа повеќето одлични пејачи. Јас, да речам, ајде, поскоро сите, немаше добри лош беа изведувач. сите. Барем така јас мислам и оваа година одличен им беше преносот, нешто за кое што најмногу имав страф, тоа не е некој страф, меѓутоа, нели, во живо пееш и сепак многу е важно какво е озвучувањето за да преносот биде Као што соодветно, треба, да биде како што треба. Зашто како инаку ќе ти ја чујат песната, а прв пат ја изведуваш и тоа е најголемиот оној момент. А добро за песната, баш тоа не е твој стил, така? Како бе, не, тоа е Мислам, најмој стил. Тоа е најтвој стил. Ја не знам зашто имаат Пошто луѓето не знам, погрешна гледаш перцепција дека не е твој перцепција стил, за да. мене. Јас не сум 65 годишна жена која има стил на класичен поп, Не, класичен шлагерски, поп, дали по балкански мелос. Значи, мојот стил варираше низ годиниве не малку, премногу. Значи, мал милион пати сменив стил јас. Од Да. еден до хаус, јас почнав со хаус музика. Поп хаус, да речем. Она Ама- другото ден и ног се хаус песни. У тоа време тоа беше популарно и јас бев 16 години. Потоа, вториот албум мој, 192, беше хип-хоп, R&B и да речам поп. Во одредени албуми, да речам, и во првиот и во вториот, вметнувам секогаш по некоја поп-рок песна. Ние сме Балканот, сме малце така понасочени кон XU музика, поп-рок, Да. рок музика, сакаме. И секогаш ставам по една-две така траки. Ги мешам со другиве стилови и така сепак пеењето ми јарем би мене и сол. Мојата карактеристика е дека јас пеам еден вид сол музика. Таа музика е онака отпеана со душа, со таков тип на трилери, ја ги викам унаводници кои што ги користат по R&B пејачи. Ме сваќаш, Да. јас и таа што ми е поп песна како доживотно, ја изведувам на начин на кој што пак е, јас го сметам за некој вид помодерен, импровизиран. Значи, стилски си пеам, да речам, многу поразлично од оние шлагерски песни балкански. Сега, имав само еден изглед од сите тие
претходни албуми, јас немам многу албуми, имам 3 вкупно. Да, Имав пак еден се излет, добри. а тој излет беше, пази у која насока, поп класичен албум изведи. За кој? За без шминка зборувам. Албумот, Аха. третиот албум, таму имам песни од типот на Што си ти, имам песни без шминка, имам Немаш право ти да ми судиш, тоа се поп класични песни со класични инструменти каде што ставам аранжерот Дарко стави продуцентот и аранжер секако и композитор на тој албум, како и на претходните, он стави во песните, става нормално различни инструменти, што многу луѓе не знаат што е аранжер, што е Да. композитор и така натаму. Аранжерот ги става инструментите, односно ја аранжира песната. Ги става пратичките, ефектите, се што си стои во една песна, што го слушате позади како инструментал. Тој додаде класични елементи, од виолини до чело имаше. И звучи поразлично. Да. Тој ми беше излет албум, значи тоа не е мојот стил, тоа беше албум каде што така се чувствував. Ама сигурно И така ти се го свиѓа, направи. така. Па Не си како го не? направила- Па како не? Боже, сачу, па ја не правам апсолутно ништо што не ми ти се свиѓа. допаѓа, па. И ни по една цена јас нема да направам нешто Точно. што не ми се свиѓа. Сега, овој стил сега што го изведувам, да речем овој последниот проект и наредните проекти ќе бидат слични. Проект мислам на нормално. песни со Се спот разлика. као проект, таа смисла Се као разлика. синглови. Се една мала промена, меѓутоа не се различно ништо од 192 од хип-хопот кој што сум го правила со вториот албум. Значи да очекуваме Јас нешто. секако дека има одредени моменти. Јас сакам да експериментирам. Па добро, Јас нормално. никогаш никој ништо нема да Пошто примети. ќе Па некогаш е добро и досадиш. лошо да е. Точно. Ако ми веруваш, Па, за некого е лошо, за мене е одлично не, и за секој, перфектно. да, секој ќе се најде или ќе му биде добро или лошо. Јас ќе вака му е викам. нормално. Ако ви се допаѓа, слушајте. Да, Ако не ви се допаѓа, слушајте оно што ви се допаѓа. Ја имам толку многу песни кои они можат комотно да си ги слушаат. Народот да си ги слуша. Ако не се допаѓа најновата, слушај ја доживотно, слушај ја друга, Што си ти, слушај си ја 192 не усни како можеш- темно мастило, имаш Не ти милион може песни сите кои да им се јас свиѓа. прво и не можам да го погодам вкусот на сите. Ако јас го погодам балканскиот вкус, јас треба да правам турбо фолк музика. Да. Нашиот балкански менталитет тоа најмногу го прифаќа. Или јас ќе треба да земам сега албум да правам со македонските народни традиционални песни. Тоа може да биде проект, не може да биде Што албум. мислење имаш Тоа не може да биде за поп. турбофолкот? Во Нина Нај на песната све кажам. Да. Викам, главен турбо фолкер стана ти, а јас Да, полудувам. Па реално убаво кажа сега дека нашиот народ Значи- со менталитетот ни е таков за да идеш да скршиш Значи- чаша у кафана да се. Ме сваќаш, јас ако Да. треба да се удварам, нели, да се додворувам на публиката. Друг момент, се фаќаат на ситници, тоа е најјакото. Се фаќаат на ситници и тоа се намерно направени отстапки. Јас сум филолог. Значи, ако јас не знам што е правилен збор вметнат така Да, во нормално. песна. На сите тие коментари за песната конкретно и за тоа како србизми имаме ние За- ставено, нели за ова дира и последната, така, така што за ти е? последната, Да. за Макфест нели Да, почнавме за тема. Макбет. На сите тие коментари јас знаеш како искрено онака гледам и се чудам. Сите сме лектори, сите сме Ама они многу бараат паметни, ситница, сите знаеш, стандарден да. македонски јазик говориме како да ти кажам. Абе ја пишам на картон, они ме поправат, а ја пишам со жаргон се. Ама жаргонот е едно, второ. Јас не употребувам граматички погрешни зборови. Јас употребувам србизми. Да, Во нормално, текст. ама Како тоа што го- употребуваат секој сите, ден. ти не стават рапериве дира, кул, Стават то кул е се- англиски збор, не е тоа македонски збор. Точно. Кул си, брате, свате и така надале. Па колку има тебра, мебра и Да, српски некои прича, изрази, мича, прича исто нема. Значи, у принцип, тоа е еден таков момент. Второ, оваа песна е у тој фазон, значи јас не пеам, јас полурап е тој некој вид. Да. И, што е најинтересното, еден коментар само беше стварно на место што јас не го размислив, а од друга страна, пази, од друга страна пак не е така. Што беше Единствен коментар што го добив беше што стварно беше на место. Јас пак ја кажам прифаќам критика, која е Нормално. стварно на место. Конструктивна. Така е. Единствен коментар кој што стварно беше на место беше коментарот дека не се остава така, низ песниве треба да оставиме пример на следните генерации, ќе мислат дека така треба. Дека дира е правилен збор, ќе мислат. Аха. Па нема ја го чув во песната на Елена, сигурно тоа така се пишува. Значи оние пенса ситници се фатиле. Сега, јас вака викам, да, точно е така, дека ние не оставаме на младите простор, меѓутоа, за тоа постојат учебници по македонски јазик и школа, училиштето, училиште, се извинувам, училиште. училиште. Дека на училиште ние да ги учиме тие работи. Дома се воспитуваат децата и се учат на таков стандарден македонски Да. јазик како што мене татко ми за секој збор ме коригирал. Меѓутоа, од друга страна музиката има целосна слобода. Јас ако сакам цела песна можам да ќутам. Нормално.
да кажам 2 збора, ве сакам. И тоа да биде цела песна. И цела песна тупси, 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 тупси. Целосна слобода има секој уметник да твори како сака. Оди кажи му на Пикасо дека неговите дела не се кој што треба сега откако е починат, секако не можеш да му кажеш. Ама сакам да кажам, у тоа време никој не го сваќал озбилно, а денеска Пикасо ја ако спомнам на било кој од улица ќе знае колку и да не ја познава уметноста. А пази, за мене лично ако ме прашаш, јас сум скроз другачи тип на уметност, друг тип на уметност ценам. Значи по реализам сакам, по реалистични слики, така многу тоа ме воодушевува. Што сакам и онака повеќе импресионизам, сакам пофантазерски слики во уметноста. Меѓутоа Пикасо например за мене е као леле, ова Пикасо ве шуе, ова као глупости, ова можам да. Меѓутоа Пикасо е Пикасо. Јас не сум Пикасо, ти не си Пикасо. Ние не можеме да се мешаме во уметностите. Музиката дефинитивно не треба да биде. Пази, што е подобро? Ти во песна да им ставиш жаргон, што викаш ти на твоите картони жаргонски, да им доловиш некоја ситуација како што би било, нели, логично да направиш, или да земеш, сега не осудувам да се разбереме, меѓутоа да земеш сега да имаваш со кондура, како што има некои пијат од кондура, вино, пиво, некои турбофолкери, или со пармезан да земам да рендам на публиката, што е поправилно, ајде вака, ти кажи. Не, па тоа твоето е поправилно, пошто мислам човече. Да. Само гледаш, човекот нашол, мислам, знаеш како народов се... Не судам, секој има право да се изрази како мисли. Ама ја мислам дека не може да се фатиш ти за нешто вакво, а да, знаеш, прво тоа, второ, јас сметам дека направивме модерна и различна песна. Стилски таа музика мене ми одговара, без разлика колку години имам, јас немам 60 години, забораваат луѓето. Јас 22 години кариера имам, меѓутоа имам 38 години. Колку што има и Сенида, и сите овие што се на Балкан, значи не ме зезете, што правам ја поразлично од она што го прават балканските изведувачи, а на нив сите им симнуваме капа, се клањаме. На нашиве што и да направиме, ние се мора да биде исплукано, недоволно коментирано позитивно и слично. Ја не викам дека треба да се добри коментари. Не си се цениме самите себе си прво. Прво тебе убаво ти само добри коментари да имам. Јас сум сретна кога нема само добри коментари, човече. Иначе нешто погрешно правиш. Не може јас сум срекна, ја леле ако не ми изреагираат, ако сите пишуваат леле многу ти е добра песната. Тука е, не мора да се откусава да не. Не мога да се слуша. Тоди викам, јас сум срекна ако има лоши коментари. Знае зашто? Што успевам да ја испровоцирам, на никого не му е седно, кој ќе чуе моја песна или кој ќе ме види. Па и зошто не би сменила и стил, и на облекување, и на еве да се ставам цвекера. Не дека јас секогаш нешто ново сум носела. Ја не разбирам што им е чудно. Јас немам па ќе повторам 65-70 години на залез да сум на кариера, да сум веќе пред пензија. Значи мој другар, знаеш што ме зеза, еве ајде, ќе ти кажам и кој другар. Даниел Николовски. Ми вика, вака седи Даниел Николовски, да, сега моментално ме нашминка неговата сестра. Данче не ни е тука, Даниел го викаме Данчо. И Даниел мој многу е реален. Значи он ми е ко фамилија и се, значи многу го сакам. Да. Предобар човек и се само вака едно време ми вика, јас не знам Елена што очекуваат од тебе кога ќе се појавиш на сцена, да мафташ со пензијата, брат. И тоа беше една од најсмешните работи, викам, и цело ме само го зезам. Сега ќе извадам пензијата, ќе се замафтам, викам на сцена со неа. Пензијата да извадам, брат, не разбирам. Што треба да правам јас? Леди Гага што не ставила и како не излегла на сцена. А исти години сме со Леди Гага. Сите вика, вау, ова е нешто светско, а нашиот кој ќе стават нешто тука како... Добро, сега месо нема да ставам да наредам секаде на стајлингот да ми биде месо од нешто до какви крајности да тони и за нас е тоа супер, а наше е нешто кој ќе направат нешто ново. Не може се да биде крш, бре, човече. Мора да се одвои нешто, да биде браво за потегот. Секој може да каже, слушај, не ми се свига овој стил, не ми се свига оваа песна. Факт. Да кажи зошто не му се свига, исто секој има право. Меѓутоа не може само да се плука и тоа пази какви грдости, све сум прочитала. Човече, вака седам и читам и едно време тоа почна да станува смешно. Зашто да не? Па не знам, зашто да не? Многу ми е интересно. Престанав да се замарам. Ја порано се нервирав, сега пише, не се нервирав, сега само се смеам. Се само им се јавувам на Даниел, на другарите, нешто на ким се на другарките. Слушај, мага, ќе кажам нешто и овие сите се зафркаваат се, се смеат на темата. Така што, како да ти кажам, минува ми е све смешно и нешто. Јас само немам време да им одговарам, ама ти знаеш ли за секој како одговори спремен?
Замисли Од ова почнеш чекам да се можам, замараш ама со немам сите. време, стварно немам. Немаш Верувам ми, ти потреба. немаш време да земеш да одговараш, ти толкави коментари, Да. толкави лајкови милиони имаш. Ќе семеш се на сите, ќе им пишуваш зошто И сега ја бомбаки ќе свака или оправам, онака вели прав. ќе му го оправам паметот на некој. Не бе, што сакаш мисли се, не можам да те терам да ме Не, немаш сакаш. што си од некој. перцепцијата на луѓето не можеш да ја промениш, па макар бил најдобар, макар се докажувал, Да, не знам, најдобра емисија направи, најдобар проект направи, најдобар картун изведи што ќе им смени животи на на луѓето. еден сигурно нема да му се свиѓа и Не ќе на еден, мрчи на за повеќе. повеќе, да. Знаеш што Нема- е добро за гужва се што се возиме, што ние не се брзаме нигде, Така а е, они се да. брзаат Да. леќе дома сите. А некој така. тебе те возел вака да се на емисија? Не. Не сам општо сигурно, ама на емисија мислам. Не ме возел. Требаше ја те возам да ovo видиш што е там. шофириште. Бе, тоа требаше да ги смениме Да. уловите, гледаш, не ми текна да. Тоа Не ќе добро, беше ти многу сакаш да добро. ми остиш да си кажам, Па да изгледа си за тоа. кажеш да не се замараш, гледаш со семафори, со знаци, со пешачки. Да, А ти сад- добра концентрација, бога ми дупло работа и Па, водиш и се. Правам се. Имаш знаеш, среќа пратам сега. камерите, Слушај, за оваа емисија конкретно имаш многу среќа. Зашо? Зашто многу зборам, че не треба многу да Да, збориш. добро. Не, окей си. Пази, ќе викам некој и ќе Нели? ти треба да му ги вадам зборовите. Па од не можеш уста, да се немаш сконцентрираш дали да свртиш лево или да го Да, прашаш. или дали да гледам камери или све. Да, Вака да. ти поставам едно прашање, си збориш и тоа е тоа. Да, да, А ти сад- ме оставаш и лентата тече. Да, и тече. Монолог. Сега да те прашам зашто те боли? Сакаш да ти кажам во меѓу редови што значи Песната, насловот на да, песната, насловот претпоставам. на песната. И па вака ќе ти кажам, нема да можам на гледачите да им го кажам зборот затоа што до толку не сум некултурна. А, Ќе вулгарен треба е тај? да ми стаиш она после ти, Ти. да. Кажи го, ќе Ама стане ќе ти кажам зошто е така и некои не ја сватија поентата, зашто стварно не можеш у песна да ставиш до толку вулгарно и не сакав да ставам нели Добро, таков ти тип не на си титкање. некултурна Ме во тоа. боли 3 точки, 3 букви за се. За се, да. Разбери ме. Како Кој сакаш кафе, се. Ја сега оставам на имагинацијата и твоја и на твоите гледачи. Да. Значи, буквално ме боли. Како да ви кажам, дури Да. затоа и напишана песната. Кој што си кажал, нека си каже, Ова си се мисли. твоја замисла? Јас апсолутно не е Кој е само текстот? моја, ние работиме, имаме цел тим на темата. Текстот е на мој и на Масевски Александар и двајцата одлучивме дека не може да биде обичен текст, у смисла дека да ставиме ме сакаш Па да те сакам, такви песни Да, текстови тоа е више имаме. клише, не само Така дека- натака, него треба едноставно да пуштиме една порака. Ние знаевме дека ќе се коментира. Тоа е најакото. Затоа и ја го направивме таков текстот, затоа што знаевме дека За да нема има- да одолеат да искоментираат и дека затоа и кај нас многу малку музичари прават тој тип на музика и песни. И воопшто македонска музика. Не знам дали си приметил дека сите нешто бегаат од стилот поп музика. Многу е плукан овој наш стил. Поп, R&B, модерна музика и така натака. Калиопи веќе не прави музика на македонски. Си приметил? Да, Јас мислам последниот албум е на, коригираме ако грешам, на српски. на српски. Да. На XU или српско-хрватски. Каролина многу одамна не прави поп музика, да имаше скоро една песна. Значи Да. 4-5 проекти има етно музика. Да се разбереме. Да, и има многу преработки на... Да, 99% удат на таа карта народна И- песна да ја преработат, како Next Time на таа карта играат, многу други исто така удат да фатат диаспора и слично. Јас не можам да разберам. Тоа треба да биде проект. Тоа не треба да биде заснување на цела една кариера, според мене. Точно. Аз зборам Па за јас се народните македонски согласам песни, со зборам, кога ги преработуваме. Мене може да ми биде проект, јас имав таков проект. Мислам, Јас имав окей да концерт преработиш, цел. ама сега дај нешто ново направи. Не, Сега. ама народот ја тоа така го бара. мислам. И они тоа ти го вика. На Вика па види, јас правам поп песна, вика, прегледи нема доволно. Да. Никој не знае дека сум извадил песна, ми вика. И вадам, вика, не знам, ете, Да, ја да. излезе Ѓурѓиот и вика, и има милионски прегледи. Ама дај ако е така тоа што прави турбо фолк, така ќе имаш пак Па милионски добро, прегледи, не, мислам. никој од нас во Македонија, барем до сега, јас колку што знам, ретко кој Не, сака и милува да Сам прави да кажам, турбо ако фолк, мислам. веќе е за прегледите се направи некоја шабанска песна и ќе имаш прегледи така. Така е, со тоа што сакам да кажам дека премногу се избега од стилот. И сега и еве зошто. После толку години решавам да направам песна. Не се обидува да ја сватат, не се обидува да размислат зошто и како сум направила таква песна. Ништо во мојата кариера не е случајно. Да. Сум ја направила со одредена цел таа песна. Ме сваќаш? Нормално. Си има И- поента песна. И треба да размислат како публика треба да размислиме зошто своето не го цениме, зошто се наше не го бива. Не е точно дека не Тоа е- вложувам. Да, Значи не е јас од точно. настапи што имам заработено, тргам на страна пари, одам, не чекам и не молам за спотови.
Идам Точно. одам си ги плаќам песните, си ги плаќам спотовите. Јас инвестирам во македонски услови, инвестирам оноку колку што за во македонски услови е соодветно. Значи ме сваќаш. Значи не е точно, јас одам и плаќам плетенки да ми направат 100 евра. Тоа е инвестиција. Да, бе, Сега ја кажуваме, лупнав, тоа е можда и најмалиот сегмент. Спотот ама не кошта пак и сигурно детали толку. се Значи ме битни. сваќаш. Ама секој детаљ се запазува. Ја можам да пројдам и без тоа. Да, Меѓутоа може, јас може, инвестирам може. во стајлингот, во едно, во друго, трето. Купуваш тикла која треба да кошти и која ќе застанеш на сцена, треба да изгледа добро. Ама така и треба да така, биде. треба да е лубутин, биде, треба. да. Не мора да е, да се разбераме, треба да е бреш, тиклиште. Па Ако не морам беше- ја да носам ако е така. Значи Точно. инвестирам, ми е битно, јас сакам со тоа и да испочитувам и публиката и се, нели? Нормално. Сум се дотирала кој да ме види публиката, Ама човече. не можеш. Сама во огледало ќе си се гледам приватно Тоа е- кој ќе тоа е искачам. тоа е тема на дуго и на широко што не може да им се објасни на луѓето, свееш као они као што си замислиле, така си тера. Добро, свееш, во ред као е, нивно право, меѓутоа и мое право јас да правам музика каква сакам, јас нема, ама апсолутно никој право да дојде во Нормално. студио да ми се меша. Никој Тоа тоа е. не го дозволува. Бионсе исто така направи албуми за паметење. Ме сваќаш? Да, заврши. Crazy in Love, Dangerously Love, тоа се evergreen веќе, тоа не се Ја песни, тоа се заврши песни што. неславно Бионсе. И она извади после некое време, не знам дали памтиш, после тој некој последен албум што беше, Мгм. она на цел албум, она поише збори него што пее. Да. Она рапува А, да, као, рапува. ама тоа е као некој токатив, некој наратив, као многу така е како рецитативно, нешто као рецитира женава поише, знаеш? Да, не. Бионсе, пази, Бионсе. Ја не се огледувам на нејзе конкретно, меѓутоа јас се огледувам на светските звезди. Они мора да се цело време различни, да излегуваат од комфорт зоната. Мадона нема еден стил задржано од кога постои. Мадона е the queen. Пошто ќе постанат досадни ако Па нешто досадни исто се. го прават Па цело јас ако време, направиш да. исти албум немаше да го слушам. Овој ми беше интересен. Не викам дека ми се свиѓа сите песни. Да, Ама да, апсолутно ама- мој право дали ќе го слушам или не. Точно. Па ќе си го слушам претходниот ако ми се свиѓале песните од таму. Така е. Никој не ме приморува да го слушам. Јас ќе идам ќе пишам на Бионсе, знаеш така треба Да, изгледа. да, треба Да е пишам тоа. Бионсе. Значи катастрофа ти албум. Тоа мел да им Молим пише- те следен пат да ме стига викнеш у студио, ја да ти кажам. Ја ќе што ти го кажам. направиш. што- И Да. Бомбакес ќе дојде да ти каже гледачите негови што сакаат да пееш. За да идеме според нивните Мора- стандарди се. Мора, да. Пази, Па, не го зборам иронично. Мислам се шалам, се секако, шалиме, меѓутоа ми е нормално. стварно многу е ама бесмислено. има голема вистина во ова. Не го слушај ако не се свиѓа крај, не мора да Точно, не ме- вреѓаш, не не мора ме со гледај. најгрди зборови да го пишуваш тоа. И не ме гледај ако не сакаш. Па Така, не ме гледај, смени не го гледај, канал, смени да, канал, одма сега нека смени тој што Да. не те сака, ни тебе ни мене. Тука Башка два бика сме. Да, бикови. реално, јас сум дуплек, Бикови. ти си валја дуплек? Не, јас сум бик со познак девица. Охо. Таа девицата е проблем невиден, хороскопски У мојов- перфекционист, знаеш. У мојов каркас, така се вика, имам картони сам да избереш еден. Ама интересно, малецки и картончиња за прв. И да избереш еден и да збориме на таа тема. Чекај сега, Е, полак. што ќе избереш? Јас Мислам дека добро. од овде бирам. Да. Чекај, ама ево нешто фора треба да склопам нешто како некој зборче има не, овде. не, целосен картон јас што ги имам напишано. Добро, готово. И ти само еден бираш. Чекај сега вака. Не смеам да видам ништо, Не, така не смееш еве да вака. Да не видиш тоа. Ај ти кажи стоп. Стоп. Првиот? Прво. Ајде. Ајде да видиме што е. Ле. Што пише? Сме ја погодиле Не да е тема? точно, вака може да имам код догледа. Да, се чита. Се чита така. Да. Што пише? Лицемерие е сериозна диагноза. Добар. Им се ме копка што ти се другите. Не ќе ги Дај, покажеме. да ги покажеме? Да. Богат живот нема врска со пари. Не да е така. Секогаш бирате го тоа што ви носи мир. Добри се? Абе, Не не сум знам, реални вака се, гледа ова да. последно, не знам колку е точно, меѓутоа е добро, одлични се. Секогаш Богат бидете живот во- не да нема врска со пари. Па Пари нема. не може да купат среќа, насмевка, љубов, апсолутно. Затоа што верувам и ти си заработуваш доста од својата професија. Да. И јас си заработувам од 16 години одлично во мојата професија и никогаш, апсолутно никогаш тоа немало врска. Значи сама сум заработила се што имам стекнато во животот. Апсолутно Ништо. тоа никогаш немало врска со среќата. Нема никаква врска. Значи не. никогаш не значи дека сум била со најсрекна љубовта затоа нема што врска имам со- во одреден момент многу пари да патувам таму, да патувам ваму, да си купам стан, да си купам кола. Значи се што сум посакала сум си добила. Од Точно. Dream Car, знаеш, од таа кола што сум сонувала да имам, до свој стан, свој катче кај што ќе си го уредам како јас сакам. Значи буквално сум заработила толку многу да јас за 22 години кариера таман работа да не заработам, а да Да, живеам да. од ова. Реално. Да просто кога доаѓале моментите
да се отпатува некаде. Јас сум немала во одредени моменти сум немала ни со кого, со пријателиве немале секој доволно средства, не секој прифаќа да му Значи- платиш ти да дојде со тебе нели незгодно име и слично. Имало моменти кога сум можела да потрошам пари, не сум имала каде со кого да ги потрошам или да отидам, не знам, негде во странство, например, ми се оди некаде, не знам, Америка, Дубај. Апсолутно не значи дека парите ми донале огромно Значи среќа. не е се до Само ми го парите, леснале тоа живот. Да. Верувам Тоа и ти е тебе. добро, тоа ти е. Ми го леснале животот. Картон, знаеш дека парите може само да ти го леснат животот. Ма како не, живот материјален свет е. Да. Човече, ова е свет на парите. Да, Овде ако да. немаш пари на светов, не постоиш. Така И е. сега, За најубавата жал е опција е да си самостален, сам да ги заработуваш, никогаш да не зависиш од никого. Јас Точно. не сум зависела ни од моите родители од 16 години. Исто. Во одреден момент татко ми, абе ова дете во во поише заработува од нас. Па не, реално моменти имало. татко ми се истото го вика, али тоа Сигурно тоа си. сега мислам други се времињата така да. Како не? Како не? А за лицемерието што ќе кажеш? Дека е За сериозна диагноза? лицемерието не да е сериозна диагноза, јас не знам зошто таква манипулативност, интригантност постои во некои луѓе. Веројатно и тоа, не го судам ни тоа, нели не е наша да судиме. Не е Заради наша тоа да што судиме, секој има да. право да функционира или да живее како сака, едино тие луѓе самите тие губат. Кога тогаш лицемерието излага на површина. Да. Ако сега вака збориме, јас зад грб се свртиме и почнам да зборам лошо за тебе, кој губи? Јас или ти? Па, Па ти се замисли. Па се знае дека ја губам, немаш ти да губиш, Да. што губиш ти? Ти Не, си само- тој кој што си, нели? Да, Таков да, каков што си. И јас ако земам сега зад грб, да ми збориш. знаеш сега Леле како- бомбаги каква ти е емисијата, одлична, Катастрофа, све да. супер и се вртам, искачам од оваа кола и Ovo je викам катастрофа, катастрофа. многу лошо беше. врска нема. Ја прво треба, јас сама себе се газам. Зошто се дружам ако сме другари со Зашто тебе? си дошла? Зошто сум дошла на емисија ако таква Да, мислење имам за точно. тебе? Апсолутно не ми треба популарност, Точно, ама апсолутно не ми треба. точно. За да стекнам повеќе преку твоја емисија. Да, или немам апсолутно пошто ја дури више ти те кажав ги знам, мразам бе. емисиите од Да. дното на душата кога ќе дојде емисија јас сум кој Ова ќе е оди. поштовање, дојде од поштовањето. Добро, што- секако дека одбирам неколку емисии, секогаш кога имам нов проект дека одам, не дека не одам. Да. Меѓутоа не ми е омилен дел од работата. Да, да, да. Јас сакам да ме пуштиш ти мене на Тормозење. концерт, ја да си отпеам со Да, публиката, да да си си уживаш. уживам. Тоа е мојата работа. Точно. Сакам да се изборам вака приватно со мои Да, луѓе или да. општо со луѓето да се избориме, ама не ќам на Да емисии. се снимаш. И у многу. принцип затоа сум многу опуштена и многу луѓе ме коментираат како сум природна на емисии, зашто јас не знам да глумам. Како што Па, приметуваш, јас сум ваква и приватна, сме збореле мал да. милион пати. Ја не знам како поинаку. Ја не знам да ја направам освен кога сум на некои такви ток шоу кај што бара она да си малце Да, седнат па утрицан. игри, па ова, Па нешто, она, не па игри, да, едноставно па да се по цигат така сценарио, утрицан, па иде, стегнат да. рефлектори. Така некако тоа ти нуди некако која е утринска емисија или кога е некоја емисија така од Така, посериозен мораш да тип. идеш по И шаблон, тука бе. веќе шаблоне кај што ти мораш некако да си, знаеш, да не се клибериш, да се смееш Да, да. непотребно. Мораш Да да си се некако некој понашаш формат пошо. така обложен. Ама у суштина, кога се ваков тип забавни емисии како оваа твојава или подкасти или нели, иначе ова ми е Скроз втор треба да си- подкаст, ако е ова подкаст, ова е втор подкаст. Да, Може. кај беше претходно? Бев кај Небојша Толевски и стварно имавме многу откачена емисија. Да, Небојша нема сега текму расте причата, само што Колку траеше? Мислам, па не временски. траеше долго, меѓутоа не траеше ни кратко, не памтам може Таман. сат. Да, нешто нормално, 40 на минути сат време. Не знам. Да, Јас немам тоа осет за време, само да знаеш, тоа е моја најголема Нема, мана. Сега сме Да, знаеш. 28 минути, да, уште 10 минути можеме да... Зошто мериш? Па не, знаеш зашо? Шал. Затоа што овие... Да не биде предолго, Да, така? да нема да Да не задржи да внимание, садиме, да. да. Тоа е лицемерие имаш секаде. А најдобар Околу мене не да има човече, па дури и меѓу моите колеги. Ама зашо? Знаеш како е Елана, Знам, злато, срце, А ау, тоа сам вау. да ти го кажам, знаеш, Све сите се се може. сакаат вака, а уствари у позадина сите не се сакаат. Мислам, тоа е многу јак феномен што постои тука кај нас у држава. Не знам зашо е тоа така. Знаеш Абе, што, кажи ми сите улице ако не ме сакаат, сакаш, што сите сакаат да си успешен, зборам за музичари, вајде да речеме, да Да. си успешен тука негде колку нив, или они да се над тебе. Да, а да Не не дај бидеш Боже да си ти. успешен. Точно. Над нив автоматски не му е пријатно, не дека он те мрази или дека нешто би ти Не. наштетил, не, нема лоши Него, луѓе меѓу зашто ти, а музичарите. не он? Пошто нели кој пее зло не мисли, Да, суштина да, стварно да. нема лоши луѓе. Немам коментар, барем ја немам таков дојам во, знаеш, за моите колеги да имам таков глуп коментар би бил. Меѓутоа сакам да кажам никој не ќе да си ти над него. Тачно. И тоа е некое чувство генерално, Тоа е многу јак феномен. ама не го судам. Да. Па можда и нормално
да сакаш да си ти над другите, да си успешен, да Па си да, ама ако е се некој трудиш, поуспешен нели? од тебе, честитај му као Честитај му и супер, труди сваќаш. се да бидеш И подобар. труди И се, јас сум да. за тоа да бидеш подобар. Од секој еден. Угледај се Така е. од него, нешто научи, ќе Научи, научиш се. така е, да. Така, Само да нема сопки, да нема да ти местат Да нема- работи. Нешто сум доживеала, ова е многу убаво со лицемериво, може и затоа и ми се падна. И сум Па, доживеала од и од колеги и од продукции. Аха. Такви работи? Да, слушај ова. После многу години да дознам дека на одредена емисија од тоа време некое пред 10-15 години било кажано јас да не сум издигана со позитивни коментари и интервјуа. Аха. Буквално да бидам на некој начин да бидам, како да ти објаснам. Се сретнувам со еден новинар после години и ми вика: Илена, ти си еден од најнеправедно коментираните во негативна смисла музичари. И ја викам, зошто имаш таков печаток, нели? Не знам да видам зошто. Затоа што се случувало низ минатото, вака и вака. Да ми дојде човек, колега твој или продукција која не е твоја, не си ти, не е твој менаџер. Или не знам, небитно, некој трета особа доаѓа и вика: не ми да ја пушташ Илона, ако сакаш да ги пушташ Перот, Прајко и Ѓуро. Онака ги кажувам хипотетички ми. Да. И уствари, луѓе биле приморани не само што да не ме бараат за интервјуа, не само да пишуваат лошо и да зборуваат лошо на таа емисија за мене, туку и се што може најлошо, нели, таа смисла. Да те оцрни. Да. И тоа го дознам пример сега после толку години. Мислам, да. И имаше и ситуации исто така особа со која имав спор и која во тоа време мислеше дека ја нешто против имам, а ја апсолутно немам против никого. Ништо. И исто така знам за кого зборуваш, ама ти после ќе те прашам. Да, нема везе, знаеш, што знаат и самите гледачи валја. И имаше моменти кај што на своите водители или колеги или пријатели, небитно, на сите им имал наредено буквално зборувајте против неа се што можете најлошо. Ама не знаеш какви гадни работи лоши. Знаеш начинот на кој јас сум заработувала, тоа ме збуни затоа што јас сум можда еден од ретките музичари кои што многу внимава на тоа. Знаеш, многу внимавам да е се легално, кој што треба, знаеш. Многу стварно се трудам, 22 години работам. Јас не сум чула еден збор лош за себе во таа насока. Дали ја на некого му должам пара или нешто. Значи, јас заработувам на начин исклучиво како што заработува секој еден музичар во нашава земја, тоа е концерти, спонзорски договори, значи рекламирање на други брендови. Мојот бренд рекламирање, значи имам бренд за козметика, значи тој се инвестираше во него 5 години, оваа година ние 5 години, од оваа година тек добиваме фидбек. Па нормално. Тек доаѓа она убавото заработката. Сакам да кажам дека многу лоши работи се извадени. Тоа е едно лицемерие. Ама гледаш пак вистината искача на виделина, знаеш како, ама гледаш после колку години. Луѓето не знаат, знаеш колку години така некој ќе збори против тебе. Многу луѓе, знаеш, така беа околу некоја конфузија околу мене. Многу лошо, знаеш, ама добро што па признаваат после толку години и новинари што ми пренесуваат и се многу работи се сменија низ последниве години. На подобро се иде? Не. Не. Во однос на новинарите, морам да ги пофалам скоро сите новинари. Па дури и портали, значи стварно немам ниту проблем, ниту сум видела нешто тенденциозно лошо и слично, значи збориме за сега. Да, периодот последни неколку години, дури имам и многу голема заштита во одредени моменти од нивна страна, што никогаш не сум очекувала и е за огромно поздравување после толку години јас со новинарите да имам една многу убава и стабилна врска и приказна, што е страшно многу битна работа и сегмент за еден музичар. Нормално. Па они мора да бидат тука за поддршка за све. Да, и ме поддржаа во одредени моменти кај што можеа да направат од одредена приказна, не циркус, него многу повеќе. Така што многу сум срекна. Тоа е нешто многу важно. Сега јас нешто смеам ли да те прашам? Да, можеш да. Да не имаш некој друго прашање побитно? Не, така си правиме мојот. Си правиме мојот лаво, така да можеш да ме прашаш, да. Кажи нешто ти ако имаш предјава да те прашам. Не, имам, ќе завршиме со тоа што ти се следните проекти. Пошто знам дека нешто ми најави. Да. Ама прашаме да прошум. Следниот проект ми е кратка, ќе видам. Следниот проект ми е нова песна, балада. Нешто повеќе
што мислам дека би им се допаднало повеќе, балади сака нашиот народ. Да, сега Балади, тажи, с убави да текстови, да плаче. тажи, да плаче, така натака. Песната се вика Скршено срце, ја најавив на мојот канал и на Facebook и на Instagram, имам свој канал. Era Channel се вика, таму YouTube? давам и не на Instagram и на Facebook. Аха. Таму имам буквално дури ексклузивни информации, ги најавувам секогаш кога нели она како Кога најден имаш позатворена нешто, да. група на фанови кои стварно се као највип група на Репента, фанови, да, да, сите што ме поштува. следат таму, да има некои интересни моменти, па ми помагаат да одберам песни за настап и слично, меѓутоа таму им го пратив, им го покажав, текстот на новата песна го има. И како И на реакции? многумина им се допадна, да речам, гласа, дали им се допаѓа, дали не, и се пошто него имаат слушнато со музика, многу беше интересно дел од нив као па добро, сакаме да видиме како ќе биде слушнато со музика, што е природно и нормално. Многу малку имаше онака не за одговор, дека не им се допаѓа. Добро, тие се да речем ајде една вип група на најголемите фанови, веројатно, па за тоа. Да, Или се во таа група, меѓутоа без разлика на се, има и доста искрени луѓе и ми помогна во тоа. Значи исто така Масевски го правеше, ја правеше песната, мојот текстот, така една помодерна балада. Релативно е тоа прашање, не знам ти го одговорам, заради тоа што во периодов само се чека на спотот. Аха. И кога ќе биде готов спотот, сакам заедно со спот да излезе убаво на YouTube, онака да си го најавам. Само се чека на спотот. Значи имаме најава за песна сега или ќе иде пред видео наше или после? Нема да биде сигурно пред, така да ќе биде после. Значи уште не е, да, уште не ни е спремна. Ни спотот како што треба, така да тоа е тоа. А инаку моето прашање, секогаш бирате го тоа што ви носи мир. Што ти носи мир? Од тие два картони одговорив. Да, целата прича се картуни веќе тебе. Да. Целата приказна се извини. Што ми носи мир, ќерка ме. Најболи. Тоа е мирот. Отидам дома која ќе ја гушнам и заборавам на све. Така она, ти кажам и дома да се се седиш, не ја гушкаш ќерката, седиш и ги читаш лошите коментари, признај. Не сум у задње време не ги читам да ти кажам па тоа ти е тебе одбрамен механизам, тоа ти е тебе како да ти кажам, најубавото нешто човече, ќе се замараш за другите. Си викам кој и светов да се руши, да си ја гушнам, она све ми е како равно, што сака нека се деси. Тоа ми, а тебе? Што ти јас многу работи ми носат мир, секако дека најблиските луѓе. Нормално. Секако тука ќе ја издвојам внуката која ми е млекце, знаеш, онака ќе ја гушнам, ќе бацам и мене срцето ми е полно веќе. Крај тука се застанува. И моето ново кутренце, секако и ми почина едното, Валери, направи 17,5 години, ми ја скрши душата оваа година ми почина, да, од старост секако беше, ама многу чувана и многу сакана и не ми е криво, да ти кажам, убав живот имаше, сирота скоро 18 години. Тоа е више премногу. Да, ма таа се уште си е во моето срце, дефинитивно не можам, тоа кутрен многу ми е, тоа ми е првото така милениче, не знам, што ми го освоило срцето Ептен, што сум била врзана Ептен. Имаме синчето нејзино, се вика Чаче, јас го викам иначе Чарли Браун, скратено Чаче. Чаче има 13 години, не знам точно колку има. Тој исто така уште ми го смирува срцето и новото мој кутренце Лавче, кој мајка ми го чува Чаче. Да, а инаку јас го чувам Лавче, инаку Лавче го викаме на галено, он се вика Лав. А Лав прво изгледа како лавче мало, како лав, а потоа што е померанец? Има три, да, померанец, има три значења на името, едното е дека личи на лавче, второто е дека е на граница помеѓу роден е 23 август, помеѓу лав и што е другото, не знам. Не знам, не ми тегнаш. И дивица мислам. Да, помеѓу лав и девица, мислам, девица е писала. И третото е ВМРО, долга е раката на ВМРО. Леле, боже, и другарка ми дека ми го рече тој, вика дали си ти нормално си ме, викам зашто? Вика па зашто лав? Вака викам ти дали си ти нормална, викам дека може да биде такво нешто. Дали си здрава? Боже господи. Знаеш зошто е исто лав? Другото, последното значење, три ти реков дека. Да, три. Последното е кога го видов кутрево, кога требаш да одлучам дали ќе го купам или не. Значи, ми рипна у рацете, почна да ме бацува, да ме личи, знаеш како никаква енергија имаат коте. Почна многу да ми се радува. Луѓе ја вака само го, како леле вака го ваќам, вака толкицко беше малечко, топченце и само викам, леле ова е чиста љубов. Како реков љубов, викам како да би го крстила да е мој. Готово се залюбив у куќата и викам љубов, ама не важам љубов на македонски. Грдо звучи, викам и така личи на лавче. Така викам е родено така на граница. Викам ќе го викам лав, ама како љубов. Да. И така иначе така и го потпишувам сега дека лав како љубовче.
Тоа Не знам, сакав така да има оригинално некој именце. Да, супер е, баш ми се свиѓа. И така, и многу е има мил. И приказна Ми е топи душата. име. Не се Баш- споредува баш ми со е љубов кон дете и тоа, не споредуваме, нели? Нормално, ама Меѓутоа- пак и ја имам две куќиња и знам како е. Све ми е Биг да нема јасно, кутре, нема шанси. Све ми е јасно. Така да. Супер е, тоа е најубаво нешто. Јас не знам човек што не сака животни, не можам да го карактеризирам. Има Нема да таа кажам што се ништо случува повеќе. сега. Да, се нервирам на таа тема. И јас се нервирам многу кога ќе видам Пошто има и- такви луѓе без емпатија, знаеш? Катастрофа. Осудувам што се- едино нешто што осудувам е тоа. Абе, Значи не можеш ти има да го гадни крвнички претепаш кутре. Значи без разлика Да. што да направило врзи луѓе. го, Што и да направи, значи изолирај го, остави го во Тргни некоја го, од да. овие што се стационари, направи нешто ако Ама толку нема нешто веќе сгрешам, ти се- извини да го тепаш со шипка. Да, видиш Ја не можам да сватам. кромањонец, знаеш, како Не, тоа не е камено дова да си решение, дошол и не знаеш што. Не, Има такви гадни луѓе, ама ајде да не збориме за нив. Ни да не збориме, тоа е за осудување и е едино нешто што осудуваме, тоа ништо никога Нема не само да осудувам. се направи добар закон, да си ги сносат последиците што се и тоа е тоа, да завршат у затвор кај што има место сееш, пошто Бога ми може треба да се се едно нешто да биде и Појачат на таа тема малку Мора, казните, да. искрено некако како толку животниве да не се битни. А знам дека во други земји за да имаш кутре или било какво милениче, ти мораш, таму имаш разни тестови, ги поминуваш, потпишуваш како еден вид Да, договор да. со државата дека ќе се грижиш за него, ми се тоа знам дека е така. Ама Сега не знам така во и кои треба земји, да биде. мислам сегаш, Америка дека е знаеш, така, не можеш да имаш ти кутре. Не идеме на кај Европа, дај да бидеме више европски, ако Да, знам, јас сакаме еве другарка да- моја живее во Данска и вика сакаат вика кутренце, ама пред да имаме кутре мора вика некое друго милинче, вика било какво, затоа што вика многу е комплицирано. Ја викам како мислиш дека е комплицирано да имаш кутре? папири, Ми вика мора вика да пројдеш тестови, не знам не се разбирам Па точно што, добре, ама да, како па вика не е реално тука едноставно вика. Ја би им ставил и психички тест да треба да пројдат за да чуваат. Да, исто мислам. Да, една благородна работа е чување на животни, меѓутоа не секој треба да чува. Да се Точно, разбираме. дефинитивно. Тоа е Елена, фала ти што гостуваше, се Многу ми надевам дека криво. добро си помина. Многу ми и криво што се заврши. Што Што се заврши? заврши, почнавме Си се возиме, не, знаеш дека Да. извозевме 10 круга у центарот, така? Не знам дали Не ни приметив да ти кажам. Знаеш дека Ама сум си добре, зборливка. Добре, и гужва. Си зборувам. Само не знам како ќе се вратиме до дома сега. Погужва. Кажи ми како си помина. Дали беше Тука на окей, еми- Па не се осеќам кога да не бев на емисија. Мислам, Да, па добро. као да си зборевме ја и ти да, така па си кола, идеме као ме носиш негде, сега до дома и уствари ти Да. треба да ме вратиш сега мене кај Даниел. Па кај Даниел, да. Да, треба да Само ме те врати. прашам дали Да. дали ќе идеш на кај дома или на кај Не, не ќе ме несеш на кај Даниел затоа што таму ми е колата. Аха, Да. готово. Така да фала за вожњата, за возењето се извинувам. За возењето, Јас да. се извинувам премногу. Да се искоригирам да не ме нападнат. Милион жаргони, Да, србизми да не употреби секако додека зборувавме, ама Тоа е тоа. барем тоа не е правам што е. граматички грешки, некои Барем сме фатални. добри ликови, така да. Фала ти Небитно, што тоа е постоиш. енергијата. Фала ти што постоиш, да, бикови, така да Бикови се- со рогови. се капираме, да. Фала ти што постоиш, фала ти уште еднаш што беше гостин и ти посакувам све најдобро што може да постои да ти се случи понатаму. Исто така ти посакувам само убави работи и ти посакувам многу среќа со емисијата и Thank you very much. тоа е тоа. Тоа Значи е само што поголема и поширока публика, ама квалитетна. Да, квалитет. Не викам помала, И а квалитетна него и и одбрана квалитетни него гости. поширока публика, ама квалитетна. Квалитетно. Може точно. така? Боле Сам дека убаво квалитет ти него посакам. квантитет. Така Точно. А вие останете ми со здравје.